Сега ја обработивме и темата ракометот, функционирањето, вложувањето, бизнисмените и така. Тоа беше во оној делокруг на твое работење како генерален секретар и вработен во Ракометната федерација на Македонија. Како таков имаше афирмација, меѓутоа твојата вистинска афирмација беше како судија. Како судија, дефинитивно. Сега со Маријан ко се здруживте, ко станавте тандем, го кажа само оној немил настан во Прилеп, но кога беа почетоците на вашето заедничко судење и кои беа првите меѓународни надпревари што вие како тандем ги водевте? Па со Маријан, почнавме веднаш со самостојувањето. Од 91 година станавме се, да кажам, пар, како начевски. И она што го кажав, со нашите почетоци, прв надпревар ни беше во Турција, а после тоа ги имавме, бар јас, бидејќи престанав 2 години порано од Маријан, тој продолжи со Николовски АЦ уште 2 години да суди после тоа. Завршив со 528 меѓународни напревари. За да ги кажете е многу, а камоли да ги одсудите и да ги одсудите онака како што треба. Во својата кариера направивме она што е за почит, она што секој судија би сакал да го постигне и да го доживее на крај на краишта. Со тие 6 светски, 6 европски и 2 олимпијади, во Сиднеј и во Атина, каде што во Сиднеј судевме и полуфинале, и мало финале, да кажам, за бронза, за трето и четврто. Со тоа што, имавме безброј надпревари, безброј, да кажам, покани, секаде бевме повикувани, секоја година, немаше година каде што некој немаше да не повика на некој турнир или така да таа бројка од 528 за некого изгледа нереална, меѓутоа е реална. И имавме огромен број на надпревари, начевски беа судии кои што насекаде беа канети, посебно во последните 10 години од нашата кариера. Кое светско првенство ви беше прво, кое европско првенство ви беше прво и кое финале на тие големи приредби ви беше прво? Па добро, имавме 2 финалиња на европски, едно европско во 2002 во Шведска Германија и 2004 во Унгарија, Норвешка Данска во женска конкуренција. Финалиња, да. Прво судење на светско првенство првото судење на светско првенство беше 97 година во Германија, а имавме 96 имавме прво европско првенство и имавме младинско 95 година, почетоци. Тоа беше прво и единствено, да кажам, светско првенство. А понатаму, секоја година, почнувајќи од 95 година до 2005, секогаш имав европско и двете олимпијади. Немаше година да не одсудиме голем настан. Едно убаво сеќавање и, без полуфинале, како што кажав и во најавата на емисијата, никогаш не бевме. Меѓутоа, едно убаво сеќавање на опростувањето на Ундагарин во Барцелона, инаку тоа е кралскиот зет во Шпанија, и бевме специјално поканети од негова страна за да го судиме последниот надпревар што тој го одигра за Барселона, така да понатаму сигурно ќе разговараме повеќе и за моето опростување, да кажам, во 2005 година, кога бев поканет од Кил да биде, да кажам, специјално како начевски да го отсудиме тој надпревар и да мојата разделба со ракометот биде во Кил пред 18.000 луѓе. Тоа е убаво, на таков начин човек да се прости од судењето. Меѓутоа, гледачите сигурно ги интересира кој надпревар од тие клучни на европски, светски и првенства на олимпијади ви бил најтежок вака и најтежок сте го издржале? Нормално, судејќи надпревари каде што секогаш нешто одлучувало, а посебно тие полуфиналиња и финалиња кои што сме ги суделе, меѓутоа финалето во Шведска некако најтежок. Може би како надпревар кој што може би и влијаеше многу понатаму и во кариерата, во нашата понатамошна кариера, каде што на 10 секунди пред крај
Германија постигна гол, со тој гол би била европски првак, меѓутоа не беше постигнат на регуларен начин, после тоа значи се направија 1000 анализи, не можеа да најдат значи грешка. Сме во право. Сме во право. Понатаму после тоа се играа продолжетоци, 2 пати по 5 минути и 2 пати по 5 и на крај Шведска победи и го освои и ја освои европската титула, а Германија мораше да чека дури до 2007 година да првпат стане, да кажам, првак во светски првак, а понатаму и европски првак. После тој надпревар Шведска-Германија, финалето, кога судевте во Германија, каков беше односот? Мислам, овие клубски надпревари во европските купови. Па мислам дека повеќе беше од... Дали паметеа тоа или... Па добро, имаше поединци кои го паметеа, меѓутоа во судиските кругови. Инаку клубовите како клубови, значи ние имавме судено X надпревари, каде што никогаш не сме имале проблем, а со самото тоа што Кил не покани да токму на нивни надпревар се опростиме, да кажам, од судиската кариера, зборува за тоа дека почитувале и дека го ценеле она што го презентирате на теренот. Па токму така, во животот е тоа, значи работи го онака како што треба, значи не може да изостане ценењето. Може некој да биде луд, бидејќи во спортот, Зоки, ти најдобро знаеш, во толку спортови, значи секогаш е судијата виновен, нели? Секој неуспех на некоја екипа се гледа под низ призмата на судиските грешки, и ден денеска е така, за жал. Меѓутоа, тоа е и на крајшта судбина на судиите, секогаш да некој ги напаѓа. Ама тоа публиката го знае и прочитани се и тренерите и ова знаат каде е вината за поразот, не само кај судијата. Токму така, судејќи во Битола, да кажам, имавме XXX надпревари, во тоа време Пелистер беше, значи, број 1 во македонскиот ракомет, и да кажам, имавме доста и со нивна публика, едноставно не сака во смисла дека Начевски не подлегнува на притисоци. И токму затоа, на некој начин не сака, затоа, со нив двајца не може, нели? Немаме работа со нив двајца. Џабе ќе не да разговараме. Пак би се вратил на тоа опростување, иако значи во таа 2005 година исто така ги доживеав и најубавите моменти во Битола. Да сите тие луѓе кои што плукаа на некој начин и на нивните надпревари, значи после надпреварот Металург и Пелистер Металург, значи дојдоа и ме дигнаа на раце. Така да, тоа ми беше навистина сатисфакција за се она што претходно се случувало, и зборовите од еден човек кој што во тие моменти беше таму, вика се каравме, вика цел живот, ама вика навистина беше добар. Тоа е една голема сатисфакција. Добро е тоа, мислам, луѓето на крајот да признаат, тие не признаваат додека си активен, затоа што знаат, повторно ќе судиш, и да го заплашуваме да го... Секој што е успешен некако не оди да го сакаат, нели? Може би го ценат тајно или отворено, што велат, ама не го сакаат. Меѓу себе се зборуваат, море добри се овие двајцата, туку дај ние да видиме што може. Да притиснеме што можеме да извлечеме. Тоа е токму така. Проблемот со судиите, не само во ракометот, воопшто, кошарката, фудбалот и X спортови екипни, а сега може би во одбојката, макар што и тука аут, не аут, проценка од озгора видел, не видел. Има такви ситуации. Меѓутоа, сепак пак ќе кажам, значи во ракометот е таква брза динамична игра каде што судијата има големо влијание. Треба да бидат судиите. Големо влијание, дефинитивно. Има над 200 одлуки во тек на еден надпревар, значи вклучувајќи ги и судењето со голови. Колку пати се случува да свирнете во тек на еден? Еден просек има направено да од 170 до 200, значи одлуки, односно свирежи во тек на... Тука влегува се фаули, пенали... Комплетно, значи од голови до се. Аути, корнери, и сега, се. ако некој треба да донесе или да свирне 200 пати, 170 пати, значи од просек од 170 до 200 пати, како може човек и да не погреши на краишта? Никој не е, да кажам, перфектен да може да отсуди надпревар без ни една грешка. Таков нити се родил, нити ќе се роди. Меѓутоа, знаењето, односно
Јас секогаш велам, умниот судија е најдобар судија. Значи да избегнеш некоја ситуација и да ја реши ситуацијата на најдобар можен начин, што во моментот сите ќе веруваат дека тоа е така. А понатаму секогаш било и анализа и ќе се погледне и ќе се нашло грешка, меѓутоа еден надпревар секогаш било за да се доведе, да кажам, до крај и да едноставно нема проблеми. Како се враќа концентрацијата кај тебе, кога ќе анализираш во текот на играта, треба да судиш, се враќаш на она што поминало, дали те оптоварува тоа ако си сгрешил, па сега да се повтори, зашто велиме, после една грешка доаѓа друга, трета, четврта, како си успевал да го надминеш тоа? Па тоа е величината на еден судија. Значи, да она што поминало, да ја врати концентрацијата. Да се врати со концентрација и да едноставно продолжи како да ништо не се случило. И тоа е, пак ќе кажам, величината на еден голем судија кој што знае и изнаоѓа начин да одржи концентрација, иако верувајте ми, не е многу лесно да 60 минути човек издржи во едно исто темпо. Нормално има, како што еден играч ќе почне добро, па има пад, па повторно ќе се врати. Истото се случува со судиите. Меѓутоа, тоа е и разликата меѓу добрите и лошите, кои што некој побрзо се враќа, некој, да кажам, кога ќе падне и не може да се врати. И на крајшта тоа е, да кажам, после во самото рангирање понатаму на судиите во Многу е битен и тој психолошки и момент во текот на надпреварот, токму ова што го велиш, да не те зафати криза, например, има грешка некој и после тоа да продолжиш со грешки. Така добро кажа дека и со играчите се случува, има осцилации во играта, добар, па ќе попушти, не може да држи цело време едно ниво. Се случува и тоа, меѓутоа има падови, не е секогаш со тој врвен квалитет презентацијата негова, па тоа и со судиите, но битно е да се одржи, што се вели, да се остане цврсто на земја. А тоа може да го направат умните судии, било, поминало, сега се ориентираме на ова што не очекува. Па, јас велам секогаш, значи, тој што не бил судија не знае што значи притисок. Значи, да судиш и да бидеш во жижата, да кажам, во средината на теренот, каде што имаш две противнички екипи и да не кажам, може би некојаш и по 20 и по 30.000 гледачи, во зависност каде, и тоа има во Египет, значи, кај што имало и 35.000 гледачи на еден ракометен надпревар, и да еден таков психолошки тежок надпревар го завршиш до крај и да го одсудиш онака како што треба, да кажам, значи, врвните судии секогаш се во една тешка состојба, во смисла на судење на големи надпревари, каде што секоја одлука е битна и да останеш на крајот на краиштата, на крај да дојдат и да ти честитаат. И сите да се задоволни и покрај тоа што желбите на едните седни, на другите... Иако тешко е да се задоволни, секој што ќе изгуби на некој начин гледа дека да најде нешто, некоја грешка... Па тој што губи, деца има право да се лути. Да се лути, така, кој губи има право да се лути, така е. Што е присутна. Присутна е така и се уште е присутна, меѓутоа, ете, и сега, значи, ракометот како ракомет на вистина стана една динамична, брза, контактна игра, со многу голови, со многу контакти, и со тоа се усложнува и работата на судиите. И верувај ми, еве, значи, сега сигурно ќе се вратиме на тоа за да разборуваме, значи, работејќи со судиите многу повеќе отколку што било во минатото, со оваа позиција што сега ја обавувам, можам да ти кажам искрено дека има добри судии, секоја чест, меѓутоа судии како од калибар во нашето време, јас секогаш ќе кажам, не е убаво да секој каже во неговото време било најдобро. Меѓутоа такви умни, добри судии, да еден надпревар го заврши и да луѓето буквално и тие што изгубиле да немат што да му кажат, ретко се наоѓаат. Ретко се наоѓаат сега, малку се, да кажам, во смисла на тоа, на таа умност во судењето, заостануваат за таа генерација што во минатото се наоѓале на вистина судии, и да кажеш, ово е судија секоја чест. Дали имаше некој тандем вака што ви беше пример, например, и тебе и на Марјан?
Па да ги споменеме и другите суди, не само Начевски, Начевски. Добро, сигурно Неделковски, Кузмановски за Македонија беа пар број 1 и за жал заради многу причини и тие не станаа меѓународни. Значи пак ќе се вратам на оној Белград кој што во тоа време се форсираше свој и ден денеска без разлика што е како е што сме оделени на некој начин сака да бидат главни, ама за жал не им успева тоа. Меѓутоа во тоа време значи Неделковски и Кузмановски биле значи пар за почит и сигурно дека во Македонија прв узор ни биле тие. Надвор од границите на нашата земја? Па надвор од границите Болстад и Антонсен. Тоа беа норвешки суди и 94 година бевме прв пат поканети од Болстад. Во тоа време беше член на судиската комисија на Светската федерација. Во тоа време, значи, Зоки имаше, за да бидеш врвен судија и за да можеш да судиш светски првенства и олимпијада, значи, во 2 години се организираше, значи, турнири, се организира како елитни курсеви и ние бевме, значи, елитни суди. Во тоа време, значи, имаше светски, значи, меѓународни суди со светска категорија, меѓутоа елитна група со елитни суди, со елитни семинари, кај што си морал да поминеш еден таков елитен курс за да понатаму можеш да продолжиш да судиш. Бидејќи ние станавме прво светски, во тоа време Европа се уште не постоеше, дојка ние земавме светската категорија, да дури во 94 година стана првото, да кажам, европско првенство и европските суди да почнуваат да полагат за европска категорија, а понатаму за светска. Така да, навистина, Тери Антонсен и Болстад беа, значи, суди на вистина за почит. Иако, например, Југи Јегли чисто беа од нашите простори едни од попознатите суди, словенците, токму така, што за жал во понатамошната наша кариера и некогаш имавме и проблеми, посебно од Јеглич, кој што во тоа време беше член на судиска комисија во Светската федерација. Па малку контра малку контра ни удираше, но не во смисла на тоа дека сака контра да ни удира него само за да не ги едноставно и имаше еден конфликт, да кажам, меѓу Маријан и Јеглич во тоа време, дека никогаш демек Јеглич и ова ќе биде и Јуксен пар кој што никој не ќе може да ги надмине. Меѓутоа, она што за секоја почит што тие во тоа време и го судеа и го постигна, меѓутоа Начевски ги надмина во секој поглед. Добро, тоа беше за времето кога судевте. Сега кажи ни од оваа позиција како прв човек на европските суди, така да речам, кои се твоите ингеренции? Дали само да делегираш суди за овие надпревари, европски купови? Ги има многу, па кажи ни како оди тоа? Тоа е голем товар за еден човек. Значи, почнувајќи од 2012, односно и претходно, како што реков, бев член на судиската, значи од 98 до 2012, на Конгресот во Монако бидам избран на оваа позиција што сега ја обавувам. Значи, во ракометот имам такви ингеренции што, значи, номинации од кадетска до сениорска конкуренција. Мажи, жени, квалификации за светско на територија на Европа, да кажам, на континентот, квалификации за европско првенство и самите европски првенства, значи и номинација почнувајќи од кадетско, јуниорско, сениорско првенство, машка, женска конкуренција. Така да, со промената на системот на надпревари кој што во последните 2 години се игра во Европа, значи она со ЕХФ куп, како што се игра и Лигата на шампиони, мажи и жени, значи имам негде околу 1300 номинации во тек на година. И на вистина тоа е работа која што да направиш 1300 номинации, а да на крајот на краиштата, имаш подршка, повторно да бидеш, значи работата е како што треба направена. Како успеваш да ги следиш сите тие двојки, мислам, бидејќи има ситуации кај што ќе сгрешат или ќе направат некоја драстична грешка која ќе се одрази на резултатот, а екипиве се борат за нешто големо.
Па токму така, значи во секој случај значи имам следиш, дали имаш можност, кој те информира, дали Па само извештаите од значи супервизорите? нема сабота недела, а да не гледам бар 6-7 надпревари. А во текнот на сезоната после тоа, значи сите надпревари кои што посебно во Лигата на шампионите ги гледам и правам да кажам еволуција на нив, работам на нив, припремајќи се за европско првенство. Значи имам тактика да на европското првенство, дали е машко или женско, никогаш не користам клипови од националните селекции. Затоа што мислам дека во минатото тоа што го работеа беше по мене грешка. Ако Драган Начевски како играч на Македонија направи грешка, значи се гледа Македонија и се гледа и понатаму тоа влие во одлуките на првенството. А ако еден Кирил Лазаров е од Македонија игра во Барселона, значи неговите грешки се во Барселона, не се во репрезентацијата на Македонија. Така да, значи со стапувањето на должноста почнав да работам со клипови кои што се во Лига на шампиони, мажи или жени. И мислам, еве до ден денеска работејќи го со доста првенства поминати, значи од 2012, значи најдов за сходно дека е тоа во ред и буквално со евалуирањето на тие надпревари, буквално ги следам сите врвни суди кои што да кажам во текот на сезоната ги судат врвните надпревари, така да и тоа е една добра можност за мене да ги следам судиите, да ги видам нивните можности и да видам на краишта до каде се и што се. Не ти треба информација од друг, сами од себе веднаш преку ова, макар што има луѓе задолжени за секој надпревар да информираат. Имам тројца соработници со кои што при секоја номинација, значи за некоја работа кој што е, например, некој пар сум го испратил можеби повторно на некој клуб кој што во минатата година судел, така да веднаш ми доаѓа повратна информација, да видам, да променам, да не дојде до тоа да еден исти пар се случи повеќе пати да суди на исти клуб. Дали си ти задолжен исто така за организирање на тие судиски семинари, зашто и тие се многу битни за надграда на судиите? Дефинитивно, значи еве сега значи бев во Португал на семинар, па имав семинар во Виена за европското првенство во Шведска, така да значи во тек на година па најмалку 30 семинари имам со покана од националните федерации за да може да значи тие судии во соодветните земји да ги обучувам. Сега семејството е ракометно. И твоето и на братуче ти Марјан. И неговите синови судат, и твојот Ѓорги суди, дури стигна и до две олимпијади, така и Лондон првата, европско првенство и сега во Рио, нешто повеќе сега за него. Мислам, дали ти влијаеше нормално, ти и целокупната домашна атмосфера влијаела и тој. Па добро, Ѓорги за разлика од мене играше ракомет, беше и член на младинска репрезентација, меѓутоа со неговиот темперамент допринесе да во еден момент си каже веќе не играм, од утре сум судија. И мислам дека направи добра одлука, можеби ќе беше исто и добар во генерација со Ванчо Димовски беше, играше за Пролет, потоа во Вардар, меѓутоа и да кажам исто младинска репрезентација, да во одреден момент заради причини некој рече од утре сум судија. И еве, во неговата кариера навистина исто постигна и ќе не надмине сигурно, затоа што е 37-8 години, има уште доста време за судење и подолга судиска кариера, и мене ќе ми биде драго да сето тоа се случи, а веќе да кажам признат во целиот свет, судејќи значи на исто, сега не можам да ги избројам и да кажам колку првенства ги има, меѓутоа е многу блиску до нас, и со овие две олимпијади што досега ги има, а се надевам дека во иднина ќе добие уште повеќе и да не надмини, да се пофали дека, нели, нормално секогаш е ученикот подобар од учителот. Сега добро е, таткото е прв човек на судиите во Европа, синот е еден од најквалитетните судии, па сега како изгледа, например, кога ќе седнеш и кога ќе земеш таа листа од судиски двојки, па треба да делегираш. Тешка работа, бидејќи сигурен сум дека секогаш сите се фокусира да видат што Драган Начевски дава на Ѓорги Начевски да суди.
Така да некогаш и не некогаш, тој заслужува и многу подобри, да кажам, и надпревари и да кажам и заслужили и финале до сега да суди на европско првенство секако, меѓутоа од X причини за да некој нешто не каже, секогаш е на страна, меѓутоа на краишта тоа е судбина. Или ќе видам јас, или ќе биде тој. А во овој момент е, мислам, доста битно да и за нашата држава, а и за ова да едноставно продолжам со таа функција, бидејќи сега на 17-18 ноември ќе имаме избор за наредни 4 години, иако званично имаме еден против кандидат, меѓутоа во договор со него тој ќе се откаже, така да ќе немам против кандидат. Ќе продолжам уште наредните 4 години. Значи Ѓорги нема голем бенефит од татко му што е начело на организацијата, дури некогаш е и жртва. И жртва, дефинитивно, меѓутоа за мене е многу добро и многу позитивно што тој својата кариера направи пред неговиот татко, да кажам, да дојде на таа функција. Затоа што ако го немаше сето тоа постигнато, секој ќе кажеше, татко му е председател, види што прави. Го влече, меѓутоа, откако татко му стана председател, значи, да кажам и на некој начин и назадува во смисла да сигурен сум дека би добивал многу подобри надпревари, но на крајот на краиштата тоа е тоа. Мора да се сочува некое достоинство и да некој, бидејќи, знаете што, да сум германец, шпанец, норвеженец, данец, сигурно друг ќе го гледа. Меѓутоа, ако еден од Македонија е дојден да ја води судиската организација во Европа, па сигурно сум под фокус за многу работи, што други сигурно не би биле. Да, треба да си многу внимателен, дури што се вели и на кисело млеко да дуваш, зашто... Па јас би го спомнал овој последниот надпревар што беше сега Чешка-Македонија. Значи, судиите изгубија Олимпијадата заради тој надпревар и за жал, да кажам, таа анализа што е направена на судењето е несоодветна на она што се случуваше на теренот. Меѓутоа, јас реков, останувам на страна и морам да бидам на страна, бидејќи се работи за Македонија. Да беше некоја друга држава во прашање, сигурно како председател на судиската организација би реагирал и не би дозволил да се случува тоа што се случило. Меѓутоа, само толку би напоменал за тој надпревар, иако велам, судиите нема никакво влијание на крајниот исход на надпреварот помеѓу Македонија и Чешка, што е по мене најбитна работа во сето тоа, иако некој кој што направи анализа на судењето го прикажа во сосема друго светло и да тие суди ја изгубија и Олимпијадата и категоријата на Светската федерација. Основно е во судењето да не си пристрасен, туку да си обавуваш работата онака како што наложуваат ракометните правила. Па и тоа е, да кажам, на некој начин, што значи тоа? Што значи да влиеш на резултат? Може некој да направи 30 грешки во тек на надпревар да не влијае на резултат. А можеш да направиш една грешка која што директно влијае. Клучна да. Па јас ќе се вратам и на тој надпревар Вардар и Фленсбург. Ако се сеќавате пред 2-3 години кога буквално Вардар не отиде во да кажам на првото финале Final Four. Судејки од шпанската, да кажам, судиска двојка, која досуди седмерец во последните 10 секунди, со тој седмерец Вардар не отиде. А исто е многу дискутабилно што и како, иако не ми дозволува функцијата да дискутирам јавно и да кажам сега што и како е. Беше или не беше? Во секој случај не. Значи, 100% оштетен, штом првиот човек на судиите вели дека не, а досуден е пеналот, оштетен е Вардар. Па се случува да и наши екипи се оштетени, меѓутоа никогаш од нашите екипи не дошло онака како што дојде сега, да кажам, од Чешка. И можеби сега не е убаво вака што јавно јас тоа го кажувам и можеби и не треба да го разговарам вака јавно, меѓутоа во некој случај и ми тежи. Затоа што секогаш, да кажам, во овие 4 години што е и судбина, да сега веќе на Македонија станува, значи, ракометна сила која што
и е во фокусот заради некој си Драган Начевски кој што ја води Европската федерација и Европското судење, да на некој начин сега се фокусират и гледаат и барат, да кажам, влакно во јајцето за да нешто се најде дека за Македонија се суди за или против. А верувајте ми, има многу надпревари каде што обратно. Значи не се суди за Македонија, дури за да се покаже дека се коректни и одат во друга граница да бидат дури против некој одат на друга страна и отстапуваат од она што е основно во судењето. Да биде чесен и да ги гледа работите онака како што се случува и да досудува. Па на краишта градов беше препон со мои графити против мене, дека сум предавник, дека сум ваков или онаков, меѓутоа на краишта луѓето треба да сватат дека оваа функција што ја обавувам е можеби сега и можеби никогаш повеќе во кариерата на еден македонец кој што би го работел тоа. И мора некој да разбере дека и јас сум како председател на таа судиска организација од некого наблюдуван и надгледуван, а посебно во однос на тоа што све и кого делегирам на надпреварите на македонските клубови и репрезентација. Колку што е убаво тоа место, носи многу одговорности, како да се наоѓаш на една ветрометина од сите страни дува, а ти треба стабилно да останеш. Во случајот е затоа што сум македонец, јас пак ќе кажам, еден Манфред Праузе 30 години е начело на тие судиски, да кажам, организации, меѓутоа е германец. А колку пати се случило да некои работи се минува преку грешките. А овде чекаат. Имавме еден Ерик Елијас во времето кога ние полагавме, беше швеженец кој беше 20 години председател на судиската организација на Светската федерација. Имавме еден Шандор Андорка кој што беше 10 години мажар, кој што беше 10 години председател на судиската организација на Европа. Па имавме еден Кјартан Штајнбах кој беше 8 години исландјанец. Меѓутоа многу работи, многу поголеми работи се случувале и никогаш не се гледало под лупа за Унгарија, за Германија, за Шведска, ама една мала Македонија секогаш се гледа, за жал. Меѓутоа и тоа мора да се издржи, нели? Тоа го гледат и го почитуваат, знаат како ја врши својата работа и единствено во овие моменти на крајот од емисијата ми останува да ти посакам повторно да бидеш на конгресот во ноември избран на таа функција, добро си ја обавуваш позицијата, добро е тоа и за Македонија да има еден таков човек на такво место. Ми се чини дека во вистинско светло те представив, односно самиот се представи пред нашите гледачи во оваа емисија посветена на македонските спортски легенди. Благодарам на поканата и сметам дека Македонија, иако е мала држава, има големо срце, има спортисти и посакувам на вистина во сите спортови да имаме и да ја репрезентираме оваа мала, но убава земја. Ти благодарам уште еднаш и успешно и натаму во извршувањето на сите функции и во Федерацијата на Македонија и во Европската и Светската федерација. Благодарам многу.